Да, претпоставувам дека очекувате, ние сме веќе во кујната, во оној дел каде што зборуваме за рецепт следен нов за оброк за ден на денот или пак некоја ужина, нешто што ќе задоволи потребата за глад, но истовремено ќе го внесете она кое што е потребно, а сепак да внимавате доколку водите некаков режим на исхрана или пак го контролирате тоа кое што го внесувате, вака поблаго кажано. Со Ивица никогаш доста од разговори, мабите, дури и пред да почне во живо нашиот разговор, но секогаш го сублимираме она кое што треба да го примете како информација, бидејќи тоа е нутриционист и велнес коуч или велнес тренер, како и балкански шампион во бодибилдинг, добро познат на македонската јавност, но ние секогаш подсетуваме за најава. Ивица, добро дојде повторно во утринската програма. Добро ве најдов. Мене ми е мило што денеска ќе слушнеме нешто што е брзо, но можеби да, за многумина ќе биде ново, но ќе биде брзо, практично и здраво така. И плюс 3 варијанти. Да. Кажавме со нената една постна варијанта, една варијанта која што не е постна, нормална е или со одредени работи, ќе ни кажеш ти, состојки и уште една блага варијанта. Така. И енергетска исто. И енергетска. Битно си добар, еве гледаме дека си добар, одличен си, супер се движиш во насоката на работата, успесите и ефектите кои што ги имаш заедно со своите клиенти и ако има нешто ново може да кажеме на почеток или да стартуваме со ова. Па секогаш има простор за новитет, бидејќи не смееме да прекинеме со нашето образование. Како повеќе се образуваме, така оствараме повеќе можности со Господ напред да решаваме се повеќе и повеќе проблеми што настануваат како резултат на нашето живење. Така е. Ние велиме дека во период на пости во кој што се наоѓаме и сега и затоа спомнавме дека имаше напусна варијанти, рековме ајде дека зборуваме малку и за постот, бидејќи оние кои што постат, меѓу кои си ти со години наназад, знаат точно што значи постот и каков ефект или да речеме благодет и некои придобивки има самиот пост за сопствениот организам. Оние кои што можеби планираат да постат, па се прашуваат како од еден начин на исхрана да се префрлат на постење, па можеби си го замислуваат тоа како еден период или денови каде што треба да гладуваат, па како ќе го искомбинираат тоа и со нели секојдневното мени. И она кое што најважно треба да го знаеме е како правилно да постиме, да се чувствуваме здраво, а исто така да се чувствуваме и полесно веднаш по завршетокот на постите, кое што многумина пак го кажуваат како ефект од истиот. Така. Значи, јас постам неколку години поред, или ова ми е 7 или 8 година поред, точно не знам. И постот го сметам како посебно нешто, зашто бидејќи пред се тоа има двостранно или повеќе странно значење. Кај мене лично, јас можам да зборам, тоа е еден период кога јас се прочистувам како од исхраната, така и од мислите, а воедно великденскиот, конкретно за великденскиот пост. Физички и духовно, да. така. Великденскиот пост ми е како припрема за лето или се што се натрупало во текот на зимата да го исчистиме во еден период од приближно 2 месеци. Затоа јас го препорачувам на сите го препорачувам да го практикуваат великденскиот пост. Зошто? Бидејќи зимото било ладно, ладното време придонело за поише храна и така натаму ги знаеме тие митови и тие оправдувања. Да. И сега баш ова ни е како едно будење. Доколку ние се насочиме на пост, нема ништо лошо да се случи, освен да подобриме крвната слика. А тоа е број 1 и да го намалиме холестеролот, мастите и така натаму. Затоа и во самиот пост првата недела и последната е дури и без зејтин. И во текот на самите пости, ако видиме, нема место, нема мрсни работи и така натаму. Сето се базира на поздрава исхрана или од растително потекло. Сега, многу од луѓето што постат, што немаат соодветно образование, може да направат одредени грешки во делокругот, да претеруваат во одредени намирници, што па се богати со јаглено-хидрати. Станува збор значи за одредени пецива, леп со некој намаз, благ намаз и така натаму. Тоа ќе бидат само калории што ќе придонесат до покачување на телесните килажи, бидејќи тоа ќе бидат хидрати. Но од друга гледна страна, пак телото нема да ќе имаш повеќе шеќери, но ќе нема толку многу масти. Сега затоа е потребно да се направи еден баланс за време на постите и во однос на соодветно да се примат и протеини. Што значи тоа? Во самата исхрана потребно е да се внесуваат доста мешункасти плодови и нели морските производи, рибата и така натаму. Што и кај нас има и речна риба и во изобилие. Затоа во таа насока денес ќе приготвиме нешто и со риба, конкретно со туна. Рецептот што ќе го приготвам денеска е доста брз. Јас гледам сите рецепти да бидат брзи, да нема многу готвење со саати, бидејќи нешто време не го дозволува тоа. Во таа насока денес и ќе почнеме. Денес ќе направиме три мали закуски или како да ги наречам, што потоцно може да поминат во целокупен оброк. Во првиот, мислам во сите три ќе користам оризова галета.
Оризовата галета јас се користам наместо леб и многу често ја користам. Зошто? Бидејќи таа е многу ниска на хидрати. Има неутрален вкус и може да биде и во комбинација со благо и во комбинација со солено. Доколку ова го замениме со лепче, не е грешка, може да биде заменето со лепче, но калориите ќе бидат многу поголеми. Ова овде е околу 10 грама. Овие 10 грама се 7-8 грама јаглен хидрат. Сега да направиме споредба со едно парче леб. Едно парче леб ќе има 30 грама јаглен хидрат. Може да има и 40. Зависи каков е леб. Дали е бел леб, дали е црн леб, дали е двопек и така натаму. Но ова е околу 7, 8. Значи 3 пати, 4 пати помалку вредности. Но, бидејќи ќе има количински од него, ќе ни го задоволи хормонот за глад што е и ние ќе бидеме сити. И веќе сме еден чекор понапред. Сега ќе поминеме. Ова ќе биде постната верзија или ја што најчесто ја јадам. Постната верзија ќе користиме, како што кажав, галета, туна, томатов сос и кисела крставичка, што сите ние имаме како зимница. Киселата крставичка исто така, да напоменам, дека станува збор за исто така таа и пробиотик. Значи не е само јогурт пробиотик, и ова е пробиотик. Ова ќе го исцецкаме, направиме мал намаз од ова, едно лажиче. Да, сега ги добиеш лажиче, а исто така може и да ти помогнам Така е. во сецкањето доколку има потреба. Да, овие може да ги сецкаш ако сакаш. Добро. Доека сега ова е една опција и ќе има една оризова галета. Но Падна ножот. Добро е. добри сме. Но сега додека јас нема да изедам само една оризова галета, јас ќе изедам неколку оризови галети, тоа сето е во зависност тоа сакам да прашам. од моите потреби. Тоа сакам да прашам во однос на бројката оризови галети што треба да се изеде. Ајде. Затоа што, нели, кога некој е научен да јаде леб, без разлика каков е леб. Има потреба од поише. Да. И кога на некој кој што навикнат во еден оброк да изеде 3-4 крички леб, треба да ја Треба некој јади половина леб, некој јади цел леб. Е така да. Треба да го Слободно смени ќе кажеме, тоа. да. И да јаде оризови галети кои што ќе ги проба некој кој што веројатно е навикнат на леб, ќе рече ова е воздух. Така е. Нели? Се слагам. И сега како ова ќе придонесе да биде да го замени лебот и да ја замени глатта, така? Да. Одговорот е едноставен, тоа е поврзан со хормоните што ја контролираат глатта. Тие хормони или едниот се вика грилин, значи тој делува кога ние сме гладни, тој на највисоко ниво. Но една финта има, после 15 минути тој паѓа и после тоа ние не сме гладни повеќе. Иако не каснуваме ништо? Иако не го задоволиме, ние ќе јадиме, но иако не го задоволиме нашиот глад 100%, после тоа за 15 на минути тоа веќе исчезнува. И треба да разбериме една работа, доколку станува збор за прекумерна личност со прекумерна телесна килажа, тој има и проширен желудник. Да. И тоа сето, значи тука повторно грилино дело. Значи тоа сето ние мора да работиме на тоа. Гладот ќе биде присутен, но ние ќе користиме финти, значи чаеви. Значи ќе го полниме желудникот. Ќе користиме, како што кажав, чаеви, може да користиме цеден сок. Најчесто јас го користам лимонот во комбинација со џумбир. Значи тоа сето ќе придонесе и до самиот желудник да се стеснува. Во суштина, кога се прави бајпас операцијата на желудник, се поставува баш под тој кај што стои, каде што е лоциран таа жлеза што го влачи хормонот, се со цел да се намали самиот желудник, за да се намали чувството за глад. Затоа целта е кога имаме голема глад е да се наполни желудникот, бидејќи кога тој не е доволно полн, ние чувствуваме глад. Затоа има многу совети 2 чаши вода на пред јадење. Зошто? Да го наполниме желудникот. Во овој случај јас многу често не препорачувам 2 чаши вода пред јадење, затоа ќе кажам ќе се изеде оброкот, после тоа доколку имаме потреба ќе си пиеме вода, доколку немаме потреба, а чувствуваме глад, може да дадеме чај, топол чај. Не мора да е жежок, може да дадеме да користиме некои финти со мал вкус, значи да направиме pH вредноста на водата, да биде подобра за нас, со тоа што ќе ставиме некои плодови внатре. Пример, јас најчесто користам киви, антиоксидирачки плодови или бобичасти плодови во самата вода. И тоа сето дава одреден вкус што ни ја прави водата попријатна за пиење. Тоа ќе ни помогне да се намали глад. Да. Сега овие ќе ги наредиме тука. Може. Јас само тука ќе прашам во контекст на она кое што го кажа за намалување на полека намалување нели на желудникот за оние кои што имаат поголема килажа и имаат зголемен желудник. Нели за сето тоа, особено доколку се работи пак за таков процес, треба време. Треба. И сега времето е потребно, но од друга страна пак оној кој што го прави тоа и кој што треба да дојде до тие посакувани резултати, треба да има упорност и треба да има трпение.
Види, тоа се некои клучни работи, претпоставувам кои што и ти ги дискутираш со клиентите пред да започнеш со она кое што им го препорачуваш. Па ништо преку ноќ не се случува. Да. Не може преку ноќ да очекувате да ги имате вие тие страшни резултати. Бидејќи ако поставите вие преголеми очекувања, ќе имаме преголеми разочарувања. Затоа поставуваме неделни резултати, што ги следиме од понеделник во понеделник, после тоа ќе имаме месечни резултати. Да. После тоа ќе имаме 3 месечни резултати. На 3 месеци гледаме на целина. После тоа имаме 6 месечни резултати, зависи ли која е првичната цел на личноста. Дали да намали 15 кг, 30 кг, 60 кг и така натаму. Мора ние уште од старт да бидеме свесни дека ќе ни биде потребно време. Па за се не е потребно време. Апсолутно да. Така, не може ние првачето уште од одма да почне да чита. Да. Буква по буква ќе одиме. Истото се случува и со потешките клиенти. Значи одиме буква по буква, или чекор по чекор, или оброк по оброк, или вежба по вежба. Да. И на тој начин ние одиме понапред и понапред. Но има еден момент друг што е многу важен. На почетокот килограмите не мотивираат. Бидејќи ние им правиме пресек од една храна кон друга храна. Што значи тоа? Од нездрава храна одиме кон здрава храна. Од леп и не знам што одиме кон ова. И тоа ние ќе видиме за многу кратко време, ќе видиме супер резултати. Така. Ми искара, не сум декорирал. Ај, еве го декорот, тоа е крајниот момент. Да, значи јас не одам да изгледа тоа прекрасно, јас одам да биде тоа прекрасно за нашиот организам. Така. И ете мала декорација. Да, јас ги употребувам овие оризови галети, искрено да ти кажам, но никогаш не ми текнало дека можам да направам ваква комбинација. И ете претпоставувам дека само да напоменам дека туната е исцедена, добро исцедена од маслото. Да, за да не биде така, да не биде мрзна. Вториот момент, што имаме овде да објаснам, значи имаме хидрати, имаме масти од самата туна и имаме протеин. И имаме малку зеленчук со пробиотик и сосот од патлиџан или од домат, како сакаме. Што е многу низок на калории. Се тоа комбинација ќе ни даде вкусна, но исто така е многу добро избалансирана во однос на протеини, хидрати и масти, што е многу битно за хормоните и за правилно функционирање во текот на денот. Сега овде имаме една опција. Сигурно ова една не е доволна за мене. Но две ќе бидат можеби доволни за тебе, бидејќи овде имаме 100 грама туна. Тука има околу 30 грама протеин. Доколку ја искористиме половина од ова, ти ќе имаш некои 15 грама протеин од овде и нешто протеин ќе добиеш од овде, иначе ќе имаш околу 20 грама за оброк. Тоа ти е сосем доволно за твоите 50 некои кило. Значи, а доколку станува за мене, значи ќе го дуплираме, така, за да биде и полесно. Сега ти ова може да го излупиш. Ќе направиме нормална комбинација. Нормална комбинација каде што ајварот е на нашето мени. Странците викаат што е тоа, ние викаме тоа се вика ајвар и ние сите си го јадеме. Да, и они кога ќе го пробаат, тие кога ќе го пробаат, стануваат воодушевени од вкусот. Така. Значи ќе искористам ајвар. Ти ќе излупиш јајца. Ајварот ќе ни биде за вкус. Ставаме не многу колку само да се, нели, да оствариме една целина. Јајцата ќе ги сечеме на крупчиња, ќе ги наредиме. Доколку сакаме нешто кисело, може да ставиме од крставичките. Јас обично многу сакам рукола и затоа си ставам рукола. Таа е богата и со железо, и со витамин С и ми дава еден посебен шмек. На крупчиња, така? На крупчиња, да. Да ги сечеме. Сам на една оризова галета, колку пола јајце? Цело јајце, не, цело јајце. Цело ми се... Не е страшно. Малку се... Кажавме дека не сме толку добри во декорација. Да. Важно е дека сме добри во во состојките и во едукација за тоа што треба да се конзумира и што е доволно всушност за да имаме енергија во текот на денот. И сега из ова ќе објаснам. Да, уште една варијанта. Ова не е постна варијанта, ова е нормална варијанта. Да. Имаме цело јајце. Целото јајце содржи исто така и доста масти, бидејќи жолчката покрај протеините. Жолчката е побогата од белката во протеини, но таа содржи многу повише масти. Затоа мора да внимаваме со жолчката, да не претеруваме. 2-3 жолчки во завис од личноста на ден е доволно, зависи колку јајца јаде. Јас може да јадам во еден ден и 30 јајца. И тоа некој си како 30 јајца. Да. Па во вредноста кога ќе 30 белки се мисли тоа. Кога ќе видиме вредноста на белките,
колку има во едно јајце. Значи едно цело јајце има околу 7 грама протеин, 8 грама протеин во завис од големината на јајцето, белката е околу 3 грама, 4 грама доколку е таа поголемо, нели, јајце. Да. Значи 3 грама протеин имаме ние во една белка. На 30 јајца тоа се 90 грама протеин. Тоа е малку за мене во текот на еден ден. Јас јадам во еден ден 200-250 грама протеин. Значи и 30 само јајца ако јадам и тие ќе бидат малку. Тоа е суштината на едукацијата, да знаеме што јадеме. Додека имаме едно парче торта, ќе замине 30 белки. Едно парче торта од калориска вредна страна заменува 30 белки. Сега што е многу? 3 парчиња торта или 30 јајца? Тоа е одговорот, така е, така. И прашањето е, што правиш после со жолчките? Жолчките ги фрламе. И татко ми се лути зашто сум ги фрлал. Тоа е приказната цел живот. Веројатно можеби постои нешто со кој што или на некој начин некој што може да се искористи жолчките, но наша тема е, нели, се разбира ова за која што зборуваме и колку всушност протеини содржи билката и што е поразлично во однос на јајцето, билката и жолчката кога се јаде јајце. Сега имаме постна, имаме нормална опција и третата ќе биде енергетска или блага опција. Ова опција за тие кои што сакаат благо, кои што не можат без благо. Ова опција е исто така едноставна. Значи ќе користиме банана, половина банана темова на крупчиња. И имаме путер од кикирики. Путер од кикирики е, да нагласиме, некој ќе каже кикириките се добри со масти, точно е тоа. Втора опција имаме други јаткисти плодови што се исто така добри. Јас земав, сега полесно ми беше путер од кикирики, може да биде путер од бадеми. Што треба да нагласиме? Треба да нагласиме дека кога станува збор за било каков путер или било какви јатки, дека тие се богати со протеин, богати се со омега, но исто така богати се со масти. Затоа не смееме да претеруваме во однос на овие работи. Што значи тоа? Тоа значи дека земав една рака бадеми и ја издов, така? Супер. Таа една рака зависи колкава ви е раката, мојата е малку поголема, значи 100 грама може да собере во една рака. Во 100 грама јаткести плодови, ние имаме некаде најмалку 50 грама масти. Дали се слушаме? Значи во 100 грама имаме 50 грама масти. Тоа е капацитетот твој за цел ден. Да. И што викаме? Да бе, па здрави се јатките, да, здрави се. Јадам по 200 грама бадеми. Бадем, лешник, така натаму. Оревот, исто така и тој содржи доста масти. Тој е дури повеќе од 50% масти. Он е прекрасен, но прашањето е ти, што ти после тоа ќе направиш? Да. Дали ќе вежбаш? Колку ќе вежбаш? Јас од масти, значи овде ќе имаме протеин, масти, овие ми се омилени, морам да ги додадам, така? Семките од тиква. Семките од тиква, јас многу ги сакам. Имаат и посебна вредност и ова ќе си го декорираме со ова. И сега имаме една блага опција. Овде протеин има минимално. Што е битно за ова, да речеме? Ова е бустер за енергија. Значи, овој оброк со сигурност ќе ни го зголеме нивото на енергија. Прашањето е, од кога тоа ќе се случи, што вие ќе направите? Како ќе искористите вашата енергија? Дали ќе превземете нешто во насока на да се истроши таа енергија или нема да превземете нешто? Значи, енергијата... Физичката активност се следва. Да. Енергијата доколку не се истроши, таа се акумулира. Акумулираната енергија после тоа знае да представува проблем. Без разлика што доаѓа и од прекрасно здрави производи. Самата банана има доста калиум, што ни е потребен за организмот. И има и натриум. Сега гледаме 3 варијанти на оризови галети, ќе потсетиме за оние кои што можеби подоцна се вклучуваат. Првата ни е постна варијанта, која што има доматен сос, има кисели краставички и добро исцедена туна, мал декор со Макдоналдс. И во втората варијанта, која што е нормална, односно да речеме масна, во случај да не пустиме, ајвар, ова беше руколата и едно јајце. А во третата варијанта ни е путерот од кикирики, семките од тиква и скоро пола... Четвртина банана. Ова можеме да си го комбинираме во зависност од тоа во кој дел од денот го јадеме и дали сакаме или ни се јаде во моментов нешто солено или нешто благо. Првата опција постната и втората опција, нормалната опција, може да ги јадиме како оброк 1, оброк 2, оброк 3 без проблем. Додека благата опција може да биде закуска
кога имаме пад на енергијата, некој ќе рече пад на шеќерот, или јас ја препорачувам пред тренинг. Или пред тренинг и потоа, како што и кажа, физичка активност за да може таа енергија да се потроши. Да нагласиме дека со било кој оброк ние внесуваме калории. Калорија е единица мерка за енергија. Значи тоа треба да не асоцира дека ние јадиме енергија. Што правиме со таа енергија? Ние таа енергија мора да ја истрошиме. Доколку ние таа енергија не ја истрошиме, се акумулира. Акумулираната енергија, калории, нели, рековме дека е калории, ќе се акумулираат масти. На долга стаза енергијата, мастите претставуваат проблем. Ќе почне со триглицериди, ќе отиде кај холестерол, ќе отиде со покатни крвен притисок, со високи очекувања на работа на срце и така натаму. Да не одиме до крајност. Значи тоа е последиците од акумулирана енергија, без разлика што и да јадеме. Разликата е кога имаме здрав оброк, нутритиентите се супер за нашето тело, нашето тело ќе се осеќа посвежо, поенергетски, најадени сме, но не се осеќаме подуени, не осеќаме проблеми со варењето на храната. Бидејќи цела оваа храна што е понудена овде е брзо варлива храна. Затоа ми се чини дека почнавме или начнавме и минатиот пат кога ни беше овде во кујната, затоа дека точно треба да се знае кога внесуваме одредена храна која што можеби ни прави проблеми или те губи во дигестијата, во зависност од тоа како таа е подготвена, што значи има разлика дали е сирова, има разлика дали е варена, печена или пржена. Колку што паметам ти спомена и логично дека пржината е онаа која што најмногу може најдолго време на дигестија, најдолго време да варење. Бидејќи тоа го комплицира целокупниот дигестивен систем. Особено ако вметнеме во самиот оброк храна што има различно време на дигестија, ќе се створат одмah гасови. Многу мина од нас посегнуваат по менување на начинот на исхрана и од здравствени проблеми, менување на начинот на исхрана за намалување килограми, менување на начинот на исхрана за прочистување на организмот и целокупното тело и икс други причини. Но, она кое што е важно и кое што кон крајот на овој денешен дел за рецепт на денот би го споминали или би го дале како совет од тебе, Ивица, бидејќи ти често пати спомнуваш колку е важна едукацијата и тоа навистина е така. Дека треба да се знае која и да е нашата цел која што сакаме да ја постигнеме, треба да имаме зацртана како таква. Првенствено оно кое што треба да го знаеме дека резултатите не доаѓаат преку ноќ, дека треба да се слуша оној кој што не зборува, кој што веќе го има тоа знаење, и меѓу другото да се оди чекор по чекор и во еден континуитет да се постигнуваат резултатите. Но јас само ќе додадам дека пред се мора да си поставиме, како што кажи ти, цел и план. И да сватиме една работа. Преголемите очекувања ствараат големи разочарувања. Значи мораме да бидеме реални во настока на тоа што го превземаме. Доколку ние сакаме да го промениме нашиот живот, а сме на возраст од 40 години, треба да сватиме дека ние пред се не сме 18 години, дека сме 40. И нашето тело до 40-та година имало еден биоритам. Ние сега ќе делуваме на се. И нормално е да имаме одбивање од телото, од мозокот, да ни е тешко. Нормално е тоа. Не може да биде лесно. Веќе 40 години ти си имал еден друг биоритам. Сега работата моја заедничка ќе биде да го промениме тоа. И сега јас ќе те едуцирам дека ваков оброк треба да имаш ти и дека ова е многу ефтино и многу брзо се подготвува. Ние денеска ова ни одзема 5 минути. И дека ќе те засити. И ќе те засити, ќе ти биде вкусно. Сето тоа е едукација. Доколку едукацијата е правилна, таа ќе биде супер, бидејќи таа има почеток и крај, и потоа може да се надоградуваме. Но таа ти може да ја пренесеш. На 40 пример, сега заемавме личност од 40 години. Таа најверојатно има некаква фамилија. И нејзиното позитивно искуство може да го сподели со нејзиното блиско окружување. И така, чекор по чекор, ден со ден, оброк со оброк, ние менуваме на позитивно. И ова ќе го замениме со половина леп и така натаму. Важно е да знаеме дека калориите се енергија, енергијата треба да се потроши без јадење или согладување за да постигнеме некаков ефект, значи нема енергија. Ќе ослабееме организмот. Да, и на тоа треба да се внимава и ги споминавме и постите, да не забораваме само да кажеме од кога е добро или која е најсоодветната возраст од кога може да се почне со пости. Јас ќе одидам со тоа дека нема некоја страшна граница тука, од кога и како, сето е поврзано со моменталната состојба на личноста. Значи може да постае дете и од 10 години, може да постае личност и од 70 години. Сето тоа е во зависност од таа подкултура во самото семејство, што тие сака. Значи од физичка и психичка гледна страна нема некоја ограничување. Важно е доколку тоа се почне со лично од помала возраст, дека тоа ќе му се вметне како подкултура или како нешто што треба да го практикува во текот на годините, и тоа секако во секоја гледна страна ќе влијае позитивно. Зошто? Од една страна
ќе си го прочистува телото со храната, од друга страна за време на постите треба да биде подобар, треба да мисли попозитивно, не смее лоши работи, лоши мисли и така натаму. Значи ќе има еден период во годината кога тој ќе прави ресет. Да. И тогаш ние фактички после постите ќе почнеме од нула, така? Формирање на стил на живење, нели? Така е. Вистинска насока во тоа како треба да изгледа еден стил на живот и она што е најважно е пред се за нашето здравје и за добро функционирање и добро спомене, аз само ќе се надополнам дека треба да пустиме не само физички, туку и духовно, без лоши мисли, без лоши зборови. Го спомена и тоа дека практикуваш. И да нагласам дека за време на постите слободно може да се вежба, нема никаков така, проблем. постот и вежбањето исто. Јас вежбам по 2 пати. Значи јас имам предизвик сега за овие пости, за овие 48-9 дена да направам над 80 тренинзи, значи тоа ќе биде малтане секој ден по 2 тренинга, да не кажам лош збор на никого и така натаму во однос на исхраната. Значи нема никаков проблем во ограничување на тренингот, бидејќи имаме толку многу опции за храна, за здрава храна за време на постите, што нема никаков проблем. Сега да напоменам дека во великденските пости е малку построг постот, не секогаш има риба. Има одредени дати кога има риба и така натаму. Но тоа е нели за луѓето што се поспособни, што имаат повеќе можности. Да. Бидејќи јас живеам оваков живот, затоа постам со риба. И верувам дека многумина од нашите луѓе што сакаат да постат ќе добијат благослов да постат со риба, доколку сакаат. Овие совети, како и секогаш така веруваме денеска, беа добро дојдени за нашите гледачи, едукацијата, да знаеме доколку пустиме што, како и зошто треба да го правиме тоа и да го правиме на вистинскиот начин, да се чувствуваме сити, задоволни, а потоа, како што рековме, да се чувствуваме и здрави или прочистени. Обично најчесто тоа е коментарот после еден подолг празничен пост. И Вица, се гледаме во следна прилика каде што повторно очекуваме нешто ново од тебе, нешто вкусно, а овие ќе ги пробаме како некако, ќе ги поделиме, ќе направиме уште по нека оризова галета за да имаме за сите. И ти посакувам успех во она што го правиш, оние кои што те следат, оние кои што можеби ќе те сакаат да те заследат на Инстаграм. Повторуваме, твојот Инстаграм профил е icbbf. icbbf. Така. И поздравица, па се гледаме. Поздрави до вас. Ајде.